Основната мисија на Државниот завод за статистика е да обезбедува квалитетни, релевантни и навремени статистички податоци. Токму затоа многу важно за нас е да знаеме какви податоци им се неопходни на нашите корисници. Стопанската комора секако е еден од најголемите можеби корисници на овие податоци, затоа е долгогодишна нашата соработка. За нас е многу важно да знаеме кои се тие податоци и во кој обем, со која периодика им се неопходни, затоа што пред се за нас е важно да обезведиме статистички податоци кои што ќе бидат корисници, кои што користени, кои што се неопходни и кои што ќе бидат навремени. За да бидат релевантни и квалитетни, за нас е многу важно да имаме разбирање, да имаме одлична соработка со извештајните единици, а тоа се предпријатијата. Токму затоа пред повеќе години отпочната соработката со Стопанската комора, затоа што за нас е на некој начин неопходна оваа поддршка, за да можеме да видиме што им е неопходно и на предпријатијата, како тие ја третираат соработката со Заводот за статистика. Беше спомнато страна на господинот Азески дека во условите во кои што се наоѓаме и она што може да се предвиди дека ќе се случува и на меѓународен план, е јасно дека и статистиката треба да се прилагодува. Тоа значи воведување на многу нови истражувања, но истовремено не би сакале предпријатијата да бидат оптеретени со многу дополнителни активности. Отаму е многу важно преку Стопанската комора да имаме комуникација и со предпријатијата и пред се да го намалиме товарот на нашите извештајни единици, а тоа се сепак предпријатијата во најголем дел. Заради тоа, почитувајќи ги меѓународните стандарди, при воведување на нови истражувања имаме комуникација со предпријатијата. Кога обезбедуваме нови индикатори, исто така комуницираме и со Стопанската комора и со останатите корисници за да видиме дали сме навистина обезбедиле релевантни и квалитетни податоци. Во оваа прилика само да спомнам, бидејќи една од темите која што многу се обработува, многу се коментира и многу е специфична за Република Македонија, тоа е пазарот на труд, дека во октомври се очекува голема конференција во Женева, организирана од Меѓународната организација за труд, каде што ќе се дискутира за промена на дефинициите, за начинот на кој што се следат основните категории вработеност, невработеност, што значи ќе има и големи поместувања во следниот период во тоа како, на кој начин ќе се обезбедуваат овие податоци. Исто така во процес сме на воведување на и промени на класификациите, на воведување на нови истражувања и можеби во оваа прилика да не должам многу, е многу важно дека од следната година Државниот завод за статистика ќе отпочне со електронско прибирање на податоци. Тоа е повторно во насока на она што во почетокот го кажав. Очекуваме поквалитетни податоци, релевантни и понавремени податоци, што значи ќе биде можност за оние кои што ги користат многу брзо да ги имаат, да може да ги анализираат и секако да ги употребат за носење на политики и одредени мерки.